Една од омилените рубрики, редовни рубрики на Слободен печат за многумина од вас, меѓународната анализа со Дејан Андоновиќ. Во продолжение зборуваме за светските случувања. Ги имаме од една страна Украина, од друга страна Русија и секако во средината Соединетите Американски држави. Како се развива цела оваа врска? Па се развива така да се развива, ако земеш реално и гледаш работите, ништо не се развива. Зошто го велам тоа? Бидејќи нели Трамп успеа да го принуди Зеленски на 30-дневен прекин на огнот, кој во јавноста беше прикажан од американска страна како успех, од страната на Украина како изнуда. Се чекаше одговорот од Путин. Тој вчера го даде одговорот на пресконференција со Лукашенко, неговиот сојузник и можеби и на некој начин Белорусија е како и дел од Русија на некој начин и покрај тоа што нели е независна држава. Од прилика би значил одговорот, да го симплифицирам, се согласувам, ама тоа е одговорот на Путин. Значи, изјавата и Трамп на Путин, ако ја објасниме што рекол Путин, и Трамп дури оцени изјавата дека е ветувачка, изјавата на Путин за прекинот на огнот е ветувачка, но не е целосна. Што тоа значи? Декларативно Русија цело време се залага да дојде до прекин на огнот, односно да прекине војната. Декларативно цело време вели треба да се исполнат условите за да има прекин на огнот и да заврши оваа војна која 3 години го смени буквално целиот свет и геостратегијата. Но според Путин не остануваат деталите. Не е јасно прекинот на огнот што тоа значи. Кој ќе востанови прекин на огнот и кој ќе востанови кршење на прекинот на огнот, како што вели Путин. Од друга страна, се уште не е јасно кога тој би стапил и кој би го гарантирал тој прекин на огнот, бидејќи знаеме дека Москва не прифаќа, ги има оние услови, дека не прифаќа некакво посредство на меѓународни сили, алудирајќи на НАТО и на Европската унија, а трети не знам кои би биле. Може би Обединетите нации, но тие воопшто изминативе години не се уигра, бидејќи го загубија целосно авторитетот и веќе немаат никаков капацитет било што да гарантираат. Значи Путин бара и натаму да му се исполнат барањата. Сега па Трамп, кој е посредник и иницијатор, декларативно вели да, но само декларативно. Ништо на теренот нема поместување. Путин го оцени 30-дневниот прекин на огнот меѓу Русија и Украина како можност Украина да закрепне, да се рекомпонира, да добие здив, да добие новата помош која ја добива во оружје, независно што има ембарга, санкции, декларативно неиспорачување на оружје и да продолжи војната. Така да Путин бара детали, а деталите треба да се установат откако ќе се исполнат условите. Сега и условите остануваат во знак прашање што е поставување на услови. Сега се чека да видиме дали ќе стапат во контакт и дали ќе има некаква средба на релација Трамп и Путин, каде што би ги договориле деталите. Веќе почнаа да бидат шпекулациите во светските анализи, во светските релевантни медиуми, дека Путин, идејата му е на Путин да ја продолжи војната, а при тоа да не го налути и навреди Трамп, кој се залага за некаков мир, барем декларативно, повторно ќе кажам, бидејќи цело време топката е пинг-понг. Да, ние сме за, но ова не чини, ова чини. Според некои анализи, Путин се обидува да купи време, да ја продолжи војната, бидејќи неговите цели, јас повторно ќе кажам, се јасни. Тој во некои документи кои протекува во медиумите, секогаш кога ќе протечат тие документи се меч со две оштрици, можеби се лажни, можеби се вистинити, но јасно е дека според проценките на Кремљ, како што велат овие документи, војната не може да заврши во Украина пред 2026, бидејќи пред 2026 Путин не може да ги исполни зацртаните цели. Зацртаните цели се, повторно ќе кажам, целосно освојување на 4 територии, региони во Украина плюс Крим, значи целосно 100% и поставување на линија на раздвојување, каде што слушаме дека има некакви проектили, ракети и сето она, кои ќе гарантираат дека нема да има допирни точки помеѓу руската страна од една страна и силите на НАТО или Европската унија или оние сили со кои е директно конфронтирана Москва.
Тоа се барањата на Путин. Путин тоа сака да го направи, тоа го видовме и во Курск, дека го ослободи, речиси, целосно регионот Курск, кој е руски, а кој беше под украинска опсада. Неговото појавување во униформа беше порака, според многумина, дека Путин планира да ја продолжи таа војна. Каде ќе доведе сето тоа не можеме ни да претпоставиме, бидејќи Трамп премногу ветуваше, премалку испорача, што се однесува до војната во Украина, и некако има се тука разноразни, нели, оние пиар мерења на релација Путин и Путин го навлекува Трамп во стапица. Од друга страна, Путин се плаши од Трамп, па заради тоа игра вака. Едно е сигурно, руската страна купува време, бара детали, бидејќи работава која сега се случува е иста од пред 3 години пред да почне војната. Значи, барањата на Русија се уште не се исполнети. Ќе видиме колку, се извинувам, администрацијата на Трамп до каде ќе оди да им излезе во пресрет на овие барања, бидејќи и Трамп го губи времето, а богаме ги нарушува сојузништвата, почна со Европа, со Канада, со оние сојузници кои, знаеш, на подолг временски период може многу да го чинат, да ја чинат политиката на неговата администрација. Зеленски вели Путин постојано го прави ова, ги пролонгира нештата. Па купува време, тоа велам, бидејќи ако е вистинито овој документ кој излезе во јавноста дека пред 2026 Путин не планира да ја запре војната, бидејќи до тогаш му е проценката дека ќе ги исполни тие цели, се спомнува тука и Одеса. Јас повторно ќе кажам, многумина малку тоа го анализираат. Одеса како трет град по големина во Русија, како главно пристаниште на Црно море, доколку Русија не ја има Одеса под контрола, Црно море ќе биде повторно, нема да го контролира, туку ќе може да влегуваат бродовите на НАТО и на спротиставените страни, а богами и без Одеса Крим многу потешко ќе може да го брани. Па некои од тие планови и стратегии е дека Путин покрај овие барање и во Одеса да има воени сили. Може би Одеса би останала во Украина, но таму би имало воени сили, нешто како што го има во Калининград и како што го има во некои други земји. Нешто што е веќе видено и познато, нели? Имаше во Сирија, сега да не ги набројувам. Така да, тоа се некои геостратегии кои и ние, колку и јас лично ќе кажам, ги следиме работите, ги читаме, тоа е голем број на информации кои се на моменти контрадикторни едни со други, многу тешко може да се извлече некаква теза што точно се случува и дали воопшто се случува. Едно е сигурно, Трамп се обидува, иницијатор е да запре војната. Русија декларативно се согласува дека треба да запре војната, да оставеа мртви, но ми се чини зад кулисите никој воопшто не му е ни во опција да запре војната, бидејќи Путин сака да се ги исполни целите. Трамп сака да ја затвори, да го затвори овој конфликт за да се насочи кон нешто друго. Тоа е веројатно Кина, не веројатно, него сигурно, но јас ке се оградам па велам веројатно. Идејата на Трамп беше да ги одвои Русија и Кина од нивното сојузништво, од аспект на тоа дека во лошо ги се сближиле за да се бранат. Дали ќе успее во тоа, не знам, ниту Трамп е наивен, ниту па Путин е наивен. Што стои зад кулисите, повторно ќе кажам, ќе видиме, бидејќи, не знам дали забележуваш, нас не бомбардираат со милион информации, ние ги бомбардираме читателите, гледачите со милион информации, имаме по интернет, по телевизии, по медиуми разноразни експерти за се и се што, кои еден ден велат едно, еден ден велат друго, и не им се лутиме поради тоа, бидејќи стварно не може човек да извлече што всушност суштината. Што е намерата? Да, декларативно се сите за мир, но, и зато велам, Путин е за мир, но, и сега 3 точки. Што е но? Ова треба да се исполни, она треба да се... Па тоа ако се исполни, кој е гарант за тоа да се исполни? И тоа ми се чини, се влегува во еден вртлок во кој нема крај. Недоглед. Да, и мислам дека проценките дека војната нема да заврши оваа година се повеќе се поизвестни, особено што ако ја земе геостратегијата, може би и некои други центри на моќ кои се плашат дека
се следни на ударот на Трамп, зборувам на политиката на Трамп, можеби им одговара тој се уште да е закопан во ова решавање на овој конфликт кој нема крај. Би сакала разговорот да го предасочиме малку за регионот. Имаме навистина актуелни случувања и таму во теков на оваа седмица пропратно ги следиме информациите, па им должиме на гледачите и новости. Во Република Српска е изгласан уставот. Значи може ли да раскажеме што нацрт устав, така? Значи може ли да кажеме што се случува со Додик, има ли некакви нови информации? Има како нема. Практично да не е ова све со Трамп и со Путин, па дури да не доеше Трамп, достанеше Бајден на власт, ми се чини дека ова ќе беше главната вест, заедно со онаа во Белград, каде што утре треба се ќе го зборуваме тоа на самиот крај. Па јас некако ги поврзувам овие два настана, зашто бидејќи се темпирани, случајно или не, јас ке се оградам, можам да имам мое мислење, но случајно или не се темпирани во исто време, кога Белград и актуелниот режим на Вучич се соочува со борба во својот двор, а неговиот сојузник во Република Српска, српскиот ентитет во Босна, е под издаден налог на федералното обвинителство да биде уопсен и му се суди за рушење на државниот поредок на Босанско-Херцеговската федерација. И сега, што се случува таму? По ова обвинение и по издавањето на налогот за апсење на Додик, Додик и неговата политичка гарнитура одат чекор понатаму и иницираат во парламентот донесување на нов устав. Тоа вчера и се случува ноќеска, го донесуваат новиот устав. Што тоа значи? Што значи тоа, да? Кратко ќе кажеме, српскиот ентитет во Босна на некој начин добива поголема државност, значи добива војска, нешто што имаше во кон крајот на граѓанската војна 90-тите, па потоа по Дејтонскиот мировен договор едни толкуваат дека требала да остане војската, другиот толкуваат дека не треба и треба да биде во рамките на федералната армија на Босна и Херцеговина, значи ја враќа војската, го враќа државјанството, веќе граѓаните нема да бидат граѓани со граѓанство на Босна и Херцеговина, туку на државјанство на Република Српска. Судовите ги суспендира сите федерални институции кои имале надлежност во Република Српска и зимаат своји институции, обвинителството, судовите, сето тоа ќе биде на Република Српска. Значи повторно ќе кажам, веќе не се босанци, туку се државјани на Република Српска, Босна и Херцеговина, да не ме забележи некој. Она што исто така е доста... Ова не е немалку наивно. Како е наивно, ова е практично на некој начин отцепување и покрај тоа што официјална, и тоа е многу важно, главен град ќе биде Бања Лука, а таму ќе биде седиштето како што беше до сега и владата и парламентот и се, ќе имаат представник во Сараево, доколку сака федерално Сараево да има, доколку не сакат, тие се подготвени да се отцепат и потоа да бараат некаков начин да се приспојат со Србија, со матичната држава. Тоа се едни од настојувањата на Милорад Додик и неговата политичка гарнитура. Ќе видиме како тоа ќе реагира меѓународната заедница и пред се неговите обвиненија, не знаеме, но не знаеме ни што се случува со... Бидејќи па уставот на Босна и Херцеговина предвидува дека ако еден од ентитетите се обиде да се отцепи, да испрати војска и да ја врати под контрола, под суверенитет на владата во Сараево. Сега ќе видиме дали таа па федерална армија на Босна и Херцеговина ќе биде вклучена во процесите на дисциплинирање на Додик. Но едно е сигурно, Додик има потерница, сега тој треба да биде приведен. Тоа сакав да прашам, што доколку него му беше осудено да биде во затвор и да биде приведен, треба да биде приведен, а осуден е... Но и казната му е да нема политички, да не може да биде... Па тоа е главниот проблем. Затоа што казната затвор е година и 6 месеци и може да ја откупи 330.000 евра, што за човек како Додик не е ништо. Тоа да речеме дека нема да го отслужува. Па он покажува дека не и планира, значи он иде чекор понатаму и сега ризикува да остане во
во Република Српска, бидејќи каде и да излезе ќе биде уапсен. Тој рече вчера дека е подготвен да си остане во Република Српска, освен ако нели некои специјалци не улетат, не го уапсат и не го приведат пред судот во Сараево. Значи тоа се некои сценарија, но зголемени се тензиите, ќе видиме како ќе реагира меѓународната заедница и како ќе реагира пред се Федерално Сараево, но и ЕУФОР, меѓународните сили кои се таму стационирани, гарантираат некаков мир. Тие ги зголемија своите капацитети, бидејќи стравуваат од некакви немири. Специјалниот представник на меѓународната заедница Христијан Шмидт бара апсење на Додик. Додик вчера рече дека прва работа на обвинителството на Република Српска, новото обвинителство на Република Српска ќе биде да го уапси Христијан Шмидт, и тоа е една риторика, еден судир. Ќе видиме како сето тоа ќе биде, бидејќи Додик нескриено има поддршка од Унгарија, односно од владата на Орбан, и има добри и блиски релации со Русија и со Владимир Путин. Сега, дали тие стојат зад него? Дали и се разбира со Александар Вучич и председателот на Србија, која е и матица нели на некој начин држава, бидејќи се Срби и овие, но сите овие имаат некакви проблеми, ако забележуваш. Ние зборувавме, Вучич ги има, ќе видиме утре како ќе заврши сето тоа. Да, сакам да го завршиме разговорот токму со Орбан протестите. има исто такви некои протести, Владимир Путин има војна, така да ќе видиме дали Додик е само некое фрлање на некоја димна завеса на цела оваа геостратешка игра, или може би ќе успее нешто да направи. Останува да видиме дали ќе биде, но се надевам дека ќе биде мирно, бидејќи јас сум генерација која беше сведок на таа граѓанска војна во Босна и Херцеговина и нималку не е пријатна и не е ништо пострашно од ова што се случува. Не е ништо помалку страшна од ова што се случува во Украина. Да, го заокружуваме разговорот токму со протестите најавени утре во соседна Србија, големи протести, најголеми можеби. Па ќе видиме дали се најголеми. Така тие ги најавуваат. Се најавуваат големи протести, најголеми. Едно е сигурно, сите три спротивставени страни, јас едно што го кажав, повторно ќе го повторам, можеби е тавтолошки, но морам да го кажам. Во се спротивставени актуелната власт на Вучич, студентите кои бараат менување на системот, на вредности, на општеството, и опозицијата која се обидува да ги искористи студентите и некако да дојде до некаква позиција, шанса да ја формира владата на Србија која е нели во оставка. Сите се согласуваат, тие трите страни се согласуваат дека утре се ќе биде решено. Што тоа значи? Дали протестите ќе бидат достоинствени, мирни, да се упати порака она што студентите го правеа сите овие месеци, што е започит. Дали полицијата на Србија која покажа дека и покрај ситните инциденти дека може да не биде насилна и да интервенира и да не интервенира брутално, значи не една трпеливост. Дали може тоа се да се избутка така, или може би овие најави на председна Александар Вучич, председателот на Србија, кој вели дека има страшно сценарио за утре, за насилство. Тие вчера прикажа дека фатиле неколку возила со оружје и ладно оружје кои требало да се користат утре за протестите, кои треба чија цел ќе биде Српското собрание пред се и РТС, државната телевизија, наводно така вели власта, и излегува некои аудио снимки каде што српските разузнавачи ги фатиле како се договараат одредени лидери кои се инфилтрирани меѓу студентите, кои им се сценаријата да има насилство, да има населен упад, да се прикаже дека полицијата која ќе интервенира да се прикаже дека е брутална. Сите опции се во игра. Она што е последно исто така, оние што се контрапротести, контра студентските блокадери, тие така наречени студенти кои се во Пионерскиот парк во Белград, карши собранието, кои сакаат да продолжат да учат, за кои се верува дека се ангажирани од актуелната власт, и со кои може да тоа е директен судир. Вучич ги повика синоќа да се повлечат од Пионерскиот парк утре, за да не бидат во ризик некој да ги повреди. Па тие рекоа ќе размислат и ќе го информираат Вучич дали ќе одлучат денеска се повлечат, па да продолжат да протестират од недела. Така да
Тоа е еден жив настан. Тој ќе биде централен настан барем за нас во регионот, особено тука. Утре Слободен печат ќе го следи. Од минута у минута ние се обидуваме да бидеме колку што можеме се да покриеме, особено околу овие настани, да видиме и да се надеваме дека утре освен големи протести и оние слики како луѓето со право, особено студенти, да имаат право да протестираат пошто се незадоволни, сето тоа заврши достоинствено. Според некои најави утре во 17 или 18 часот тие ќе се соберат пред собранието, каде што нели ќе го упатат пораката што бараат тие 4 барања кои ги имаат, а за кои власта вели дека се исполнети, додека пак студентите велат дека не се целосни. Благодарам за сите кои што ги интересира, убаво спомена колегата, како што кажа, утре следете од минута во минута slobodnpečat.mk за сите информации и детали поврзани со овој протест, но и за сите случувања кои што ќе ги носи денот. Останете уште малку со нас.